Добре дојде во магична сцена за Катерина Илиевска Силјановска. Здраво, Кетрин, како си ми? Здраво, живеоце, од кога не сме се виделе. Не сме се виделе, а ти се поубава и поубава. О, благодарам. Како виното. како стареш, така се пуба. Така беше и со Кетрин Зета Джонсон, некако како што старе, жената е идол за како треба да се изгледа на 40, на 50 години и тоа. Значи некако треба некој идол наш да имаме, така што можеме тука да те вброиме во Кейт Винслент и така, и разни други, разни Кейти. Посебно нешто се спрема жената за да изгледа убаво после 40-50 години, како мислиш? Не, само треба да го сака животот, а посебно да го сака ова, да речам, работата која што ја работи. Посебно ако е во театар за деца и млади. Воопшто глумиците, некако и светските глумици, живеат многу долго и имаат бурен живот. Многу ретко некоја глумица млада да умре, тоа се случува, не дека не и во Македонија и во Југославија, но воопшто ако ги земиме вака на глобала, многу долго живеат глумиците, посебно глумиците. И глумците живеат долго, но глумиците посебно. Знаеш дека овој податок не сум го знаела, не сум го забележала. Не знам на што може да се должи тоа. Не знам. Веројатно во уживањето во професијата. Се разбира глумиците во светот, нели? На запад, односно таму каде што најмногу се снима, сигурно имаат и привилегија постојано да си го тенот, да си го одржуваат со разноразни третмани. Можеби нели и дотерувања тие ботокси, не знам, разни некои интервенции мали на лицето, така што можеби и тука подзалажуваат, а не дека и кај нас не се прави тоа, сигурно дека се прави кај нас. Јас немам ништо против такви интервенции, ако затреба некогаш, но генерално јас се трудам така, со можеби начин на исхрана. Во последниве години со легнување малку порано, откако јам мало дете. Инаку порано, да, сме се живееле во полна пареа во младост. Мислам дека добро, сигурно дека треба да се има некој ред во живењето за да се одживеат тие, не знам, 90-100 години, но можам да од искуство вака и од странство кога сме оделе како некои гостувања со театрите, повозрастните глумици не дека нешто припазуваат на животот, баш она го живеат животот. Мислам и со пиење, нормално не да биде тоа, не знам, опијанување, и со пушење, и со трева, и со што ти не имам видено. Дами, повозрастни? Вистина. Па не знам, да. Ке повторам, значи, изгледа дека е се во уживањето во она што го работиш. Веројатно тоа е главната, не знам, точка која што придонесува да изгледаш добро и да живееш долго. Веројатно е во љубовта во професијата и воопшто во љубовта. Предпоставувам дека тоа е. А оние пороци што се како да речам низ пат што се случуваат попатно. Веројатно се, како да кажам, нешто што не може да се избегне во текот на нашата уметничка професија. Некој помалку, некој повеќе. Те познавам баш од почетоците во театарот, кога и дојде во театарот. Театарот веќе постоеше тогаш неколку години. Беше многу интересен театар, нешто така направено сладко, со одредена 5-6 души актери, кои што се пополнувавте малку по малку и сега да дојде до, не знам, 20 актери, колку и да сте. Но можам да кажам дека тие години, кога почнуваше активно да работи театарот за деца и младинци со вас, некоја екипат таму 8 луѓе, мислам дека тоа нема никогаш да го заборавам од мојот живот и тоа некако стално, кога ми е асоциација на нешто добро направено во театарот, тогаш баш тие години, вашите години, да речем, 5-6 години на некое интензивно дружење, на интензивно правење на представи кои што останувале длабоко врежани на сите тие што ги гледале и представи кои што се играле па стотици изведби. Прво да кажам за оние што не знаат дека си директорка во моментов на театарот за деца и младинци. Успешно неколку години тоа го работиш. Колку години помина? Па со се веде мандатот 3,5 така, на 4, да. Со се веде мандатот зборам. Тоа не направи некоја голема пауза да не играш во представите, си го водиш и тој дел. Кажи ми како ти е, се смени ли нешто од младоста кога почна овде па до денеска?
Само да кажам најнапред, не само што не направив никаква пауза, мислам не се смени нешто, туку јас континуирано играм и сега и во ова ковид време, така наречено, ова ќе ги запаметиме овие скоро 2 години, како пошто така ќе му дојде како ковид години во мојот мандат кога се е ограничено, нели, со разноразни протоколи. Така што играм континуирано, не престанав. Мислам, сега се трудам во нови представи многу да не влегувам, ако не мора, нели, нормално да играат и младите. Навистина се зголемивме како колектив и тоа е добро. Мора секогаш да има нова енергија, нова сила и така натаму, разни мислења. Не може сите да се согласуваме, нели, ама со сето, ама така, мора да има промени, се разбира, само промената е вечна. Оно што јас ќе го кажам, устари што беше прашањето, само да се Од почетокот малце да се вратиме. Да се навратиме сега на почетокот. Самиот знаеш, ние доволно долго се познаваме и оние луѓе, како да речам, кои правеле емисии за културата, кои не знаат нас, знаат дека дишевме како едно. Јас дојдов како, да речам, можеби 8 во театаров, да речеме, да не сгрешам. Меѓутоа, знаеш точно кои беа отприлика тука, мислам, кои беа луѓе во театаров веќе вработени јас кога дојдов. Се вклопи веднаш, не стравопочет туку, почет имав огромна кон оние што се од мене постари минимум 5-6-7 години беа постари од мене и до 10, толку бевме. Тие беа разликите. Ако сум имала 24, најстариот имал 34, кога сум дошла во театаров. Меѓутоа, секако сите беа малку постари од мене. Освен Олгица. Олгица беше многу малку постара од мене, зашто заедно и завршивме во класата. Имав почет, учев од нив, се трудев да, нели, да премолчиш некогаш ако те искараат за нешто, ако ти дадат совет, а не веднаш да се бунтуваш само што излезена од академија, јас да се правам важна. И да мислев некогаш дека сум во право, ќе премолчиш. Многу добро сум знаела да се однесувам, и тоа е сигурно и основата ми од дома, мислам, воспитувањето, но знаев како треба да се однесуваш со повозрасни колеги актери. Дишевме како едно, семејство бевме, сите заедно против било кој друг на светот. Не бевме еден, не знам, нас проти еден или така натаму. Пак меѓу нас може би имало и разлики, и недоразбирање, и несогласувања 100%, но бевме сите ние, да речам 8 души, додека Игорче не замина, не напушти за секогаш. Сите заедно бевме против цел свет, да речам. Ако сакаше да се бори некој со нас ќе се бореше сите заедно, како тим. Толку сме биле добри и сложни. Кога си доаѓал на работа, си доаѓал со насмевка од овде до овде. Не дека, пак ќе речам попатно, додека се спрема представата, нема 100 пати да се изнервираме и спокараме. И ние скоро сите од театаров бевме учесници и ти си сведок на тоа. На глумците пеат манифестацијата, која никогаш нема да заборавам. Значи, едно од моите најголеми љубови во текот на мојата кариера. Там многу често настапуваше и со Владко, двајцата како дует. Да, со Владко имам посебно така настапи, но генерално не знам така некако се погодуваше, или ќе ми пееше он пратеч, или ќе пеевме дует, или јас на нему пратечки вокал. Како зборам како музичар да сум главен. Да знаеш дека всушност тежината на манифестацијата ја има учесниците од Театарот за деца и младинци. Тука беше Тања Кочовска, Олгица Христовска, Предраг, ти, Владко, Ана Левајковиќ, Драган, значи вие бевте тие што беа основата, а плюс беа надополнети и останатите од драмски театар и од некои други театри. Да, баш бевме ние од, да речам, 20 на 25 актери вкупно од цела држава што доаѓа на манифестацијата. Ние бевме скоро цел колектив. Ајде, Предраг помалку или повеќе да го исклучиме. Не беше он многу по пеењето, али беше со нас тука. Беше присутен на Тања и Олгица кој ќе викнеа, мислам, тука нема дилема. А од машкиве Драган и Владо беа. Такви неколку години поминати на глумците пеат, што мислам тоа сега да се појави ќе биде спектакл невиден и многу ми е криво што тоа така одеше. Знаеш како, тоа да беше, например, да се случуваше во Англија или во Америка, тоа ќе го поддржуваја, тоа ќе одеше, не знам, 2 месеци ќе одеа секој деневно представи. Зашто се сеќам тоа, не знам, циганската вечер, ако ти текнува, тоа беше нешто направено до совршенство. И тоа, кога би одело како представа, да го гледа цела Македонија, тоа би било лудница од спектакл. И тоа да беше во Лас Вегас, тоа би било нешто невидено. Не, ќе го поддржаа, можеби
ресорното министерство и приватни спонзори се разбира, ќе го поддржаа и ќе имаше публика како што имаше. Две универзални полневме, две универзални сали полни. Значи, како се Бубамара што е хит, пошто нема друго да биде хит. Само тука да кажам дека не се споредуваат, различни се, не се споредуваат, затоа што во Бубамара имате и баби и жаби и се што, а овдека беше баш она чиста уметност на 100%. Да, овде беа исклучиво актери, професионалци и кореографи, музичари, баш уметници, да, беше само тоа. Пеат и танцуваат, да речем, глумците и музичарите, нормално, професионални вработени музичари од висока категорија. Не ви беше воопшто тешко, сакам да кажам, од глумците од театар за деца и младенци, зашто вие скоро во секоја представа и пеете, имате и сонгови, за играње сте тука махери, вие мора се да правите за да ги забавувате децата. Може би вашата работа и е од една страна ќе речат најлесна, представите им се кратки, 30 минути, 40 минути до сат време, но од друга страна да задржиш внимание на дете е многу потешко отколку на возрастен човек. Возрастните представата ако не чини, тој си ја гледа и си трпи, си вика ајде ќе дојди пауза па ќе заминам. Но децата, ќе погледнам малце, но децата сигурно дека нема да трпат нешто што е досадно и нешто што нема да го привлече нивното внимание. Токму така, ете, јас завчера, кога имавме представа тука во саботата, мислам точно на Светскиот ден на детските театри, да речам, имавме представа на репертоарот, редовна и бев присутна во публика, затоа што не играм во таа представа, во Цветната улица беше, и имаше во публиката две-три мали, сосема мали дечиња, можеби им беше и прво искуство во театар. И да видите како ако од нешто малку се вознемират или уплашат од било што, од некаква бука или од светло, можеби или од темно или од така натаму, да видите како реагираат, ајде да си одиме, ајде да си одиме. И тука ако не се свртиш кон детето, некако да му обратиш внимание со некоја реплика, некоја насмевка, некој збор, значи не приватно, туку во контекст на представата. Ако не му се привлече вниманието, детето ќе заплаче, целата атмосфера малце ќе се... Значи, воопшто не е лесно. Кој ќе каже дека е лесно да се работи во театар за деца, греши. Мислам, сега јас го гледам тоа од повеќе аспекти, и од актерски, сега и од менаџерски. Тоа, да не зборуваме, мислам, си има свои, нормално, многу други обврски, тоа нема тука дилема, но не траат малку представите во временски. Траат по... Скоро да немаме представа 30 минути што трае. Саат време отприлика. Од 50 минути до 60 ни траат отприлика оптимално представите. И процесот на подготовка е потполно ист како на било која представа. Со месеци. Со почнување со читачки проби. Тука имаме, сведоци сме на една маса голема за читање. Читачки проби каде што вршиме. Па потоа се мизансценските проби, па костимските, сценографски и така натаму, додека да се добие еден комплетен производ. А кај нас треба да доминираат костимите, да речеме, или сценографијата, затоа што се разбира актерската игра, затоа што сцената ни е мала и да, всушност костимите треба повеќе да доминираат и играта, зашто за сценографија нема многу место заради малата сцена, тоа сакав да кажам, да. Се сеќавам дека вие во тоа време мала одбрана екипа од 6-7-8 актери, постојано бевте секој ден на работа, секој ден имавте представи, никој не се жалеше од вас и вие на годишно ниво, кога правевме статистики колку се одиграни, пример Кети колку одиграла улоги во таа и таа година, стално сте биле на врвот, затоа што сте имале, не знам, од 100 па до 200 изведби во текот на една година, за разлика од другите театри, посебно МНТ, каде што има многу вработени и драмски театар. Во внатрешноста веќе слична ситуацијата како во театар за деца и младенци, не се големи екипи, ансамблот и повеќе од нив играат во представите, но многу па поретко им се играат нив представите. Да, скоро и да не играат во зимскиот период, а вие игравте буквално од вторник до недела, тоа беше четврток, петок, сабота и недела, секако игравте, плюс колку пати сме доаѓали да се снимаме и проби сте имале во текот на неделата, вие мислам дека повеќе време бевте во театарот отколку дома. Како си забележал дека понеделник само ни беше неработен ден. Само понеделник нас ни беше викенд. Кога ќе пројде недела околу 14
часот, ако немаме проба и во неделата, представата ни е во недела секогаш од 12:30 до 1:30 и више после 2 ни почнува викендот. Пола и пол ден. Не, пола и еден ден и пол, да. Се изнаигравме, се изнаработивме, не се жалевме. Навистина бевме сплотени како едно. И не знам, некако ни беше предизвик, не знам, немам коментар што да кажам, дека кога ќе дојдеше режисерот странство, поготово Боњо Лунгов, буквално од 10 сабајле се почнуваше, се завршуваше во 10 навечер. А во меѓувреме, не секој ден можеби, ама скоро секој ден имаше и представа. Што на редовен репертуар, што наутро, затоа доаѓале толку представи, мислам, во текот на годината, што наутро 2 до 3 пати неделно минимум за училишта, основни, организирани. Поредко и за градинки, ама почесто за училишта основни. Сега, многу ми е криво што да речам, пред некоја година, јас од кога почнав да се бавам со статистики, јас сега на оваа позиција да ги следам официјално, освен што сум ги следела на табла, кој ќе ги ставил инспициентот, па ќе видиш колку си одиграл. Нели, претходно не си, воопште не било важно, не си тоа не си го броел. Не ти било важно да си доеш на работа. И ќе се измачиш и на крај на денот ќе си кажеш, леле, кога ќе дојде одмор. И тоа ти треба нормално, ама во меѓувреме само да разгласуваме на разглас колку ни е тешко што работиме, тоа не се случило никогаш во животот. А секако дека на сите ни бил потребен одморот. Ми е криво што повеќе некако секогаш доаѓаат до израз големите театри, во буквалната смисла на зборот големите, во физичка смисла на зборот големите, не дека Јован е голем театар во душата. Но големите театри секогаш некој ќе одигра еден од актерите ќе се случи таму да одигра многу представи во годината. Има такви проблесоци посебно во МНТ, знаеме кој шта како се, да не ги именувам луѓето, ќе му се случи во годината да одигра многу. И тој ќе се изрекламира на сите страни и ќе знаат сите дека тој и тој актер, тие и тие актери од МНТ, да речеме, одиграле толку и толку представи. Или од битолски, или од драмски, не е битно, зборувам за луѓето кои што повеќе се издвојуваат и играат. А кај нас сите подеднакво, помалку или повеќе, една-две представи. Сите скоро подеднакво играат многу представи и никој, не знам зашто толку малку се обраќа до ден денеска внимание на детскиот театар. А тука треба најмногу да се внимава, затоа што наназад со години и се уште трае. Да, затоа што од тука треба да израсни, од коренот треба да израсни дрвото, а не обратно. Ние работиме во оваа ковид случување, можеби и другите колеги споменале. Јас лично како менаџер не дозволив да се престане со работа, освен кога беше забрането да се работи во затворено од државата, мислам. Од октомври до сега ние редовно играме представи. Ниеден друг театар не игра редовно представи, ама нешто никој не така воспева, како да кажам, никој награда не ни даде. Не ни даде. Ма не го правиме тоа за награда, затоа што сакам континуитет. Испитавме мислење јавно, малку, низ едни така дискретни анкети, дознавме дека некои луѓе сакаат да доаѓаат, си велам, зошто? Ако има луѓе што сакаат да доаѓаат и ние ако не се плашиме, и така натаму. Лани реализиравме 3 премиери, пред секоја премиера правевме овие PCR тестови, организирано од театарот, за да да се чувствуваат глумците слободно, да можат да одиграат без маска. Немаше позитивен случај за да престанеме или се исплашиме, фала му на Бога. Имаше од други позиции, не од актерските, да речам, што има така, што закачи вирус, така вклучувајќи и мене се случува. Ама како зборувам како администрација закачив, не играјќи представа за време на зимскиот распуст. Конкретно за време на божикните, новогодишните празници кога не работевме. Тома работа тоа ништо не е страшно и како глумец да земи баш не знам, вие не сте ни многу голем ансамбл, тоа одма може да се открие кој како што и да се направи одма настапување на сцена, не пред секое настапување, пред кога подготвуваме представа и кога сме поинтензивно на пробите, кога треба да ги извадат маските, не можат веќе да глумат со маски. Непосредно пред премиера правевме лани PCR тестови. Се надевам и оваа година ќе биде така некое време, па ќе видиме.
Имавте хендикеп заради короната. Хендикеп короната е, фала Богу, за се, посебно за културата, но баш театар за деца и младенци, кога требаше тој голем јубилеј да го прослави и со мало одложување и повторно не беше тоа. Сите очекувавме дека за кратко ќе помине ковидот па да може да се одложи, но сепак не се случи тоа и мораше да го направите на некој начин. Тоа 30 години беше од постоењето? Ми е криво што немаме тука сега монографија пред нас, можеби ќе да. Ми ги скинаа крилата мене лично како на менаџер и на сите нас она што сакавме да го организираме. Сега немаше тоа, не знам што да биде, не знам како да речем, немаше да биде да наликува на Оскар, но сепак планиравме некоја убава достојна прослава за 30 години постоење. Во таа чест направивме една монографија, сакавме едно документарно филмче да изготвиме со снимен материјал вака измонтиран од представи плюс снимени разговори и така натаму, малку подолго што ќе трае. Театарот требаше да биде во форма на музеј, како музејски експонат, целиот театар со насекаде да може по групи да се шетаат луѓе, се разбира убаво поставени работи од сценографијата и од костимите, скици што правеле сценографии и така натаму. Представа немаше да даваме по тој повод, но ете, монографијата беше тоа што ќе се даваше и филмчето тоа што. Меѓутоа за филмот некако престанавме, само што почна во март, во февруари март да се плашиме, престанавме со припремите на филмот. Таман ќе почневме да снимаме. Утре имавме термини кога да снимаме, кој како актер да дојде, кој како од другите колеги. Онака распоред и престанавме. И после тоа некако се потрошија и парите. После до септември ништо не работевме и најдовме термин на отворено, се уште беше релативно топло, во октомври месец дури, а во март требаше. Ни отстапи простор Музеот на современа уметност, терасата, нивниот плато надвор пред музеот. Многу им благодарам за тоа, како институција вака не излегува пресред. И таму си направивме едно достојно одбележување како во вид на промоција на монографијата. И книгата е многу убава, ќе си добиете примеро како сакате. Нормално. Знам дека си и љубител. Знам дека си бил чест посетител на сите театри, но и на нашиот. И ни доаѓаше непосредно пред премиера. Кажи како беше тоа? Имаше најмногу трема, најмногу возбуда и во гримиорните. Ајде, уште ти си, ајде, Ушкети, уште ти си, ајде ти, Изабела, уште ти. Да, уште 3 минути имате до излегување. Ама викам, треба да излеземе на премиера. Не, само да се снимиме, да не ти избегаме после премиера. Да. Тоа секогаш ни премиера ни го правеше. Интересни беа тие времења. Да. И како некако, немаше тука ни лутење, ни ништо. Немаше тоа. Не знам некако како. Тоа беше многу интересно, многу спонтано. Да, сега пред премиера сега треба како сега не можеш да им направиш пред представа, камоли пред премиера. Затоа билом, да, па тоа ти кажам како се менуваат времењата. Возбудливо било се, ама и тоа сме стигнувале да го направиме. Мислам и нас не би, јас сум мала трема, како? Секако дека имаш возбуда без разлика и 10 години да работиш и 15 и 3. Кој си има таква одговорност некаква е тоа тремата? Се снимале многу и пред премиера и тоа било интересно пред премиера во посебна некоја сте состојба. Да, во посебна состојба сте пред премиера. Сме се снимали и после премиера и вака на некоја представа. Не знам кога било најинтересно, во секој случај има интересни моменти и тогаш. Може би пред премиера било највозбудливо некако, не знам, адреналинот може би на највисоко ниво. Чекаш во неизвестности кој прв ќе излезе, како ќе излезе. Јас ви доаѓам тука, најавен до душа, но повторно стресно во секој случај. Да, секако тоа беше. Например, некој 2 часа пред премиера или 1,5 час пред премиера, пред да почне, но пак е адреналинот на високо ниво, што велиш. И така беше, ама ти беше упорен новинари, доаѓаше на секоја премиера. После тоа престанаа воопшто да доаѓаат и да снимаат воопшто било какви инсерти од представи. Не постои, снема емисии. Сега едноставно како да нема ни култура, не театар, сега не знам ни што има, искрено, сега освен политика и само политика и доктори и да, тоа е неактуелно. Ма не само и пред корона беше, ако си приметила, од Сабајле која ќе си почна доктори, си тера доктори, можеби на новинари. Јас мислам дека новинарите веќе не се новинари.
Дека тие воопшто немаат работа и најлесно е сега да си новинар. Значи, буквално, викни си некој доктор и имаш емисија од 2 сати. Да, да, контактни емисии, докторов си зборува за здравие. Ке испадне дека сме навистина загрижено или болна нација, не знам што да кажам, да не звучи претенциозно, ама навистина постојано имаме стручњаци по одредени теми кои што дискутираат и луѓето па тоа е проблем, да. Ние навистина станавме плашлив народ и само а ова ако ми се појави точка овде што треба да направам, а ова така. Да, и по телефон, да. Да, точно, имаш право, јас сум заборавив дека за тоа, дека тие се така контактни емисии наместо да има шоуа веќе како што имаше, било какви забавни да те забавуваат, не мислам на Сега град. нема ни музика. Знаеш дека нема музика воопшто. Јас не знам дали некој снима во Македонија. Ги гледам во Хрватска, порин такмичења си имаат, избираат за па не знам категории, ние немаме за една категорија не можеме да собериме песни. Јас мислам дека кај нас скроз се запрен животот, дека кај нас си функционира само нешто без врска. Ова ковидов си функционира. Театрите не може да ги исклучиме, си функционираат помалку или повеќе. Па не, си функционираат, ама тоа е баш помалку, не повеќе, баш помалку. Помалку, да. Да. Не знам, ние си работиме, јас не мислам дека ние запревме. Не само за ковидов, него наназад со години, континуирано си работиме, има многу представи, одиме и на фестивали, постигнавме и награди до преклани, одевме на фестивали. Да почнеме со наградите и со фестивалите. За тоа треба 2 емисии да снимаме, но накратко, пошто вие, например, кај да одевте Боњо Лунгов, го спомнавме пред малку, било која представа да ви ја направи, а одите негде на фестивал, се знае дека вие победувате Гран При секако и за режија и глумачки награди еден куп. И не само со Боњо Лунгов, и со многу други режисери сте освојувале било каде да поедите награди. Да. Што би се рекло, растуравме кај што одевме. Посебно со македонска приказна. Тука има еден плакат кој може да се голем плакат кој може да се усними, постер, не знам како да го наречам. Навистина беше многу успешна представа, направена 2000-та година. Јас мислам сега да ја одиграме, сега да одиме некаде, пак ќе си поминува. Сега, тоа што истиот режисер ја направи таа представа и на неколку други места, тука веќе автоматски малце се губи вредноста, затоа што на сите места со индивидуален шарм, нели, различни актери, различна музика, меѓутоа принципот е сличен. Но кога ја направи кај нас, веројатно беше првата направена представа така со невербален, како да го наречам, театар, со пеење, уснимени беа додуша грото песните во студио, на Драган Даутовски беа аранжманите, инструментите, музиката. Мислам, песни земени од македонското творештво, но реаранжирани и од свирени од Драган Даутовски во студио, од пејани од еве. Тања, Владо, Олгица, нешто јас што ми даде да отпеам тука јас со нив нешто не можеш многу. Стално ми кажеш, не ти, тоа помалку. Да, за мене помалку. Ана Паич не и даваше. Кој друг беше? И на Предракич. Значи така. Ама 3 луѓе, тројца луѓе главните беа, ние бевме тука некаде пратечки. Но представата навистина поминуваше прекрасно. И се уште додиете, не отидовме во таа далечна Австралија, појма немам кај нашиве иселеници што живеат поголем дел кај што има, нели? Без разлика и дали во Америка, дали во Европа некаде. Не отидовме толку далеко, не успеавме некако да се организираме. Сигурна сум дека би се радувале. Но после тоа направивме и други представи, не остана само таа. Гледам дека куклените представи поминуваат на фестивали, зборувам. И во последниве години награди добивале и Волшебникот од Оз. Да не ги сгрешам сега, да не ги заборавам. Има награда добиено Девојчето со кибритчиња, има награда добиено делот, не Гран При, ама награда има добиено Убавицата и Зверот, на играната представа во нашиот театар. А во последно време Тоби. Ја направивме Тоби 2018-та и веднаш истата година и наредната 2019-та на неколку фестивали кај што отиде освоивме по едно 6-7 награди. И таа е прекрасна представа да дојдете да направите инсерт. Кога наредниот викенд. Да, ќе играте. Кога умираат представите во театар за деца и младенци? Тажно прашање. Треба или, не знам, комплетно актерите да се сменат, мислам воопшто да
да не може да одат во пензија, не знам, да си отидат од тука од театаров и така натаму и да нема кој да ги замени, односно да треба сега сите да речам 4-5 актери комплетно да се сменат, само тогаш може да умре представа. Или треба скроз да се уништи целата сценографија, костими, навистина да не личи веќе естетски, да нема никаква функција, да не биде убаво и за гледање, тогаш може би. Или многу не сакам не љубам да кажувам така, ама навистина да представата, а тоа се малку представи во нашиот театар, не дека не се случиле, да нема некоја комплетна вредност од секој аспект, режисерско, сценска, уметничка, актерска. Децата го приметуваат. И гледаш дека не се продава. Има такви моменти, но се многу ретки. Веруваме. А има, и кога ќе видиш дека не оди нешто на каса, се трудиш, се мачиш, ако не оди, бадиела ја ставам. И после само ја не ја ставаш на репертоар, односно, и некако самата си губи од вредноста, потоа ќе се заборави, па ќе се случи некој ќе ја побара ако забелја. Ама ретко, треба стварно да не вреди представата или комплетно екипата да не може веќе да игра од икс причини, секакви се случуваат, веќе и ние старееме, востануваме возрастни, нели? Се ќе ти твои така 5 омилени што радо би ги изиграла одма, а не можеш? А не можеш пошто не се игра твоите? Сега од нашиот репертоар. Па јас одма би одиграла една Едвард Раце ножици младинска представа. Феноменална, што ја направивме 2019. Би одиграла Убавицата и ѕверот, би одиграла Пепелашка. Би одиграла Црвен капа. Значи, има многу теми, тоа би ја играме, затоа не можам да се жалам. Там исто една од подрагите представи сега понова време направени. Би сакала да се врати, ама не може. Тие кабарињата што ги правеа порано исто така. Сега Тања и Предраг веќе не се дел од нашиот тим. Така што ќе треба да доаѓаат како да кажам, како надворешни. Иначе тие кабариња, кога би можел да се врати едно кабаре, како што беше тоа спомени во Ноќта, би било многу убаво. Би било многу интересно. Македонска приказна исто така ми фали таа представа. Таа е со 5, таа може да се врати. Помали представи можеме да вратиме, но пак ќе речам, Предраг и Тања веќе не се дел од нашиот тим и треба во договор кога ќе бидат слободни, кога ќе може да се скомбинираме со време. Се слушаш со постариве, да речем, актер, Предраг, Тања, Олгица? Да, со сите се слушам. Да. Сите беа освен Оля не можеше да дојде, не знам зошто, на промоција на книгата. Ми е жал, но се чувме секако и чуваме една копија, има една диплома како благодарница за незиното за незината работа тука, колку што била присутна, нели? А не била малку. Да, оставила впечаток каков и да е. Незин избор беше да се откаже од воопшто од театар. Многу ми недостасува Олгица. Навистина такви улоги има направено во театарот за деца и младенци до совршенство добре. Што се откаже од театар, така што не знам што да кажам, па и од пеење можеби. Не знам, нешто и така и дошло. Секој има право на свој избор, многу ми е жал и за Тања и Перо што не се веќе дел од нашиот тим, страшно ми е жал. Ама ми рекоа като остави не да си пробаме и на друго место, да се како да и супер да се пробаме и на друго место. И супер се и Тања и Предраг се одлични и во МНТ е Тања, Предраг во драмски театар одлични. Не видат, мислам, тоа е тоа. Не може, ама ми фала тука како енергија. Кажи ми уште за синхронизирањето, кога дојде синхронизирањето во Македонија, вие не можевте зашто бевте презафатени со работа, а другите си беа послободни, може да синхронизираат. Сега како е? Докаде сте глумците од театар за деца и младенци за синхронизирање? Способни и спремни? Јас, ако мислиш на турски серии, не сме спремни. Не знам, не ми е тоа интересно, не ми е привлечно. И мислам дека никој од нашиот театар сега не синхронизира турска серија. Јас синхронизирам, може би синхронизираат цртани филмови, ако ги викнат некои луѓе, тоа знам. Јас сум синхронизирала исто цртани филмови, реклами, а имам на почетокот и уште ајден кога сега се извинувам што споменувам друг медиум, кога постоеше имаше турска серија
заборев како се вика, но ликовите беа Сабиха и Галип, како денеска се сеќаваме, со Владо и со Предраг ги синхронизиравме тројцата, како се викаше, појма немам серијата. И некако еднаш не викнаа 2 пати и после тоа веќе не знам, си направија свои тимови. Сите телевизии си имаат свои тимови и нас не игнорираат. Меѓутоа, мене лично тоа не ми е привлечно. Ја, ако гледам некогаш било каква турска серија, не зборувам за квалитетот на сериите, тоа се индивидуално, но повеќе би сакала да ја гледам на оригиналниот јазик, ако ја гледам. Јас лично, како гледач. Така што, јас си читам реклами, си синхронизирам, тоа ми е онака хонорарна работа и за било што друго, ако ме викнат да синхронизирам, да снимам, ќе снимам. За ова, пак велам, не ме викнале, значи веќе од долги години воопшто не викнале. А и што викаш, може би и до времето, и може и дека немавме доволно време. Па и сигурно и тоа. Една телевизија вработи актери специјално за да читаат. за да читаат, да. Кажи ми кои се омилени глумици. Не македонски. Омилени глумици? Па добро, Мерил Стрип ми е неминовна, не можам да на број 1 ми е долго време не се спушта од пиедесталот. Па потоа се Джуди Фостер, па еве Кейт Винслет, што ги спомнавме, Кейт Бланшет. И так, многу други. На К ти почнуваат? Кейт Винслет, Кейт Бланшет, ти Кетри? Реков. Тие да, не, стварно ги и двете тие ги ценам многу. И многу. Оскарите? Ќе ги гледаме Оскарите? Па да гледаме, ако стигне некако многу доцна ми се тие Оскарите, јас си легнувам, не ми се седи цела ноќ. Утре дента ги гледаш? Утре дента ги гледам, јас не стигнувам цела ноќ да гледам, не издржувам, навистина. Така да речам, на едни позрели години родив дете мало и се уште ми е мало, 8 години има детенцето мое и ми се приспива навеч. Да. Спанка се, значи. Не сум била никогаш спанка, сега станав спанка. Изминативе 8-9 години. Тоа е, така се менуваме. И рано станувам наутро и тоа е. Си има обврски. Учиш што детева? Не, го носам во училиште или како и да е сега, како и да работат, како и да учат, мислам, како и да е почнуваат часовите 7:30, 7:40, а јас сум тука у 9 некаде на работа. Не пишувате букви, не сметате? Так, пишуваме. Ќе почнеш. Сама. Се трудиме сама да пишува. Ќе почнеш кајде, мало ти уште. Се трудам сама да пишува, не јас да седам над глава. Ќе се смени и тоа. Фала ти многу, што ми беше дел од мајкша сцена. Се надам дека повеќе аспекти опфативме, иако можеме да зборуваме уште 3 сати, малку ќе ни е, затоа што има колку многу да се кажува за се она што се поминале овие 20 на години од кога си во театарот. Директорувањето може би и малце го опфативме, но еве да речеме уште 4-5 години пошто ќе бидеш директор, па ќе имаме може уште неколку пати да се снимаме во мандатот 9 години ќе имаш и тоа така ти оди во животот. Се надам ќе си останеш како што си ведра, весела, расположена. Ќе си ја тераш работата како што си ја тераше и досега. Посакувам ова корона да заврши побрзо ако може, и не само корона, така нас не е проблем короната, него општо и расположението кај луѓето да се врати во однос на културните манифестации, да бидат најпосетени, да се барат карти повеќе за сите представи, да има филм да гледаат луѓето, не дома да седат, да читаат книги нормално. Многу се радувам дека почнаа многу луѓе да читаат книги во Македонија. Кога одев во книжарите едноставно се жалеа дека никој не чита, никој не купува, сега дали се смени нешто, дали со коронава, сега баш кажуваат дека се продажбата на книгите одија, чим се продават сигурно и се читат. Седењето дома тоа го направи малку да имат што да се бават луѓето. Па се надевам дека ќе живееме некој нормален живот каде што ќе гледаме многу култура. Ќе одиме на премиери кои што ќе бидат полни во кино, во театар, секаде, тоа му е концерти, балети и така натаму, и после тоа ќе има и некој коктелче, а не да на ништо да не му се радуваме. Баш така. Да сме среќни, весели и расположени. Да, така е. Благодарам.